Пред некој ден ги гледам овие нашиве вртикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека сад или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Севернавани, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата. Да им кажел уште од сега како ќе го решил прашањето со бугарите. Ја мајката! Ај што отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не мешате. Како второ, отворено застанувате за корупција и криминал што се гледа од Кинескиот зид, дури ако се опулиш убаво и оддалеку, а нели се борите као против корупцијата. Ама кога човек ја види генезата на главните ваши газди, демократите на чело со дедо Педо Џо звани Бајденчо Најденчо или по српски Стара Саплетуша, ништо не може да не изненади. Со еден збор, владавина комунизма или катаклизма комунизма. Си ги форсирате своите комуњарите и марксистите ленинисти. И така на секаде по светот си правите. Така Комунистичката партија на Америка или попозната како демократи и нивните кловнови досега го бутаа светот во неколку војни, од кои едната најголема со кловнот Зеленски и втората меѓу најкрвавите во појасот Газа. Но тоа няма значение, битно е бугарите да влезат во уставот, иако врска немаат со Асномска Македонија. Никако не придонеле за Асномска Македонија, напротив, беа овде окупатори. Значи не учествувале, немаат ни еден, ниту едно градбено тровче во темелите на современата македонска држава. Инаку, во матичната си држава демократите во Америка градат класичен антикапитализам, високи даноци со цел за финансирање на војни во светот, строги регулативи против бизнисот низ фасадата на левичари, прогресивци и разни либерали, потоа губење на националната свест на државите низ комунистички пристап дека се е беззначајно, а само новите вредности се окей, како на пример оние ЛГБТ, ОПРСТ, УФХЦ, ЧДШ. Значи, тие заедници, мислам, немање родови, немање полови, мочање на мушки манијаци во женски тоалети, уништување на женскиот спорт и милиони други новокомунистички бестијалности. И за тоа време, промовирање на комунизмот во сад или никад со закани по безбедноста на Тексас и на сите држави кои не ја прифаќаат политиката на зачувување на Америка, туку емигрантската шема на Сорос помогната од дедо Стара Саплетуша, закани со оружје и војска кон Тексас и другите држави, мислејќи дека тоа се Македонија и Грузија, нели, па и сега ќе си ги дупиме. Ама тамо имало национална гарда, па тие околните држави се осеќале како брача со нив, нешто како Косово, Албанија, овоно, па ќе се бранеле со заеднички сили. Или, по превод, заигра мечката изгледа кај вас дома, драга амбасадорке. Епа, нашава баба Меца се умори од играње. Рускава бела мечка уште има кондиција, ама вашево гризли е орно да игра. Ќе поигра дедо Џо малку поиќе кај вас. Заш? Така, најубаво се играло дома на крајот. И те молја без несразмерна сила кон Тексас, кој што не дупевте нас у Арачиново. Немој да си се излажал да употребиш тешка артилерија. Ке си го примиш, аберо, тексашани, културно и достоинствено ќапниш еден локум, што им го извезовме од Крушево, една тулумба поголема, и ке фатиш џадено за Вашингтон, и ке му се извиниш на Трамп, што го оплечка пред 4 години, а ние сами ке им се извиниме на СДС и ДУИ во мај. А месец мај е месец кад јебе чика Јова змај. Ај сеа, амбасадорке, глеј си тоа Тексасот и не паламуди. Македонецот има една голема мана. Секогаш сака некој друг за него да ја заврши работата. Ако живее во зграда, македонецот не оди на куќен совет, иако кровот тече и треба да се донесе одлука за поправка. Се со образложение дека не била негова работата. Што ќе решеле другите, тој ќе го поддржал. Кога другите ќе решат да се собираат пари од секој стан за санација на кровот, тогаш ќе мрчи дека биле многу пари, тој немало да плати. Ама види Белја, после некој пороен дожд, водава протекла од кровот и до неговиот стан на трети кат.
Тогаш почнува да брмчи дека председателот на куќниот совет бил неспособен, требало кровот одамна да се санира. Кога ќе му рече дека токму тој не доаѓал на куќен совет и дека поради него немало кворум, ќе лаже дека не бил нешто добар, дека бил на состанок, ама не го виделе, бил седел во задниот ред таму кај вратата и ќе наоѓа 1000 други непотребни лажги и оправданија. И се ќе направи да се извади од ситуацијата. Само нема онака машки да дојде на куќен совет, да дискутира за кровот и да предложи да се согласи истиот да се реновира. Тоа јок и да ја плати цената. Тоа е маната на македонецот. Сака некој друг да му ја заврши работата, а тој ниту да ја плати цената, ниту да ја понесе одговорноста. Народски кажано, македонецот сака да се секса, ама не ќе да му влезе. Ако може се да му е потаман и оргазам да има на крај, ама да не го спомнува никој. Логика покриен гъс никој не го плука. Исто и ебан гъс. Сака многу и да лаже, нели, како подкрепа на целата приказна, а уште повеќе македонецот сака да биде излажан. Леле, колку македонецот сака да го лажа. Ако има 10 луѓе околу него и 9 му се роднини му ја зборуваат вистината, тој ќе му верува само на едниот странец кој ќе го лаже и ќе го отруе од лажење. И не мора да е странец, може да и некој од Муртино да кажеме, но Беловец. Да, македонецот многу сака хохштаплери кога го лажат и да им верува на нив сака и да се продава на ситно сака, например за радиодифузна такса. Сака да се продаде, например. Исто така многу сака и да мрази без причина. Да види некој на улица или на телевизија и без никаква причина да измислува приказни за него и да го мрази. Ама нема да го мрази овој што го лажел, што го труел цело време. Не, него до крај ќе го почитува, ќе има респект кон него. И на крајот кога ќе дознае големата лага, кога ќе дознае колку бил лажен од овој, пак ќе му верува, мислејќи дека сепак нешто ќе ќари од тоа што ќе му верува и понатака. Тоа дека е генерално ситна душа и дека е плашлив, се можеш да му направиш, нема да се побуни. Нема да дојде пред влада и да истури лајна од некоја фарма за свињи кој сеја французини што ја посипаа тамо, што беше тоа, Елисејска палата, што беше тоа што го посипаа со говнарка една, им пуштија тоа, собраа говната како околни весела со септири, им ја пуштија. Нема тоа да го направи македонецот. Па сите да дознаат дека не е инженер со лажна диплома, туку земјоделец кој чува свињи. Да, македонецот се срами од себе, од тоа кој и што е, се срами од честноста. Подобро купена лажна диплома отколку честно да заврши средна школа. Мрази честна работа до душа и се восхитува на криминалци и лажговци. Ке се искрши да се поздрави со некој политичар, ке се лигави ако треба и ке премолчи кога истиот ке се удвара на жена му, ама нема да најде сила во него да му залепи во очи дека е криминалец и дека бил излажан од него 100 пати. Македонецот исто така побрзо ќе отиде на викенд отколку да си ја смени судбината на избори, да излезе и да гласа, да кажеме, како човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажуваш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како ликни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само
da go zaokruži Livčeto i glasno da vikne: "Đe ste pičke stigo Zdravko Čolić?" Posle toa će bide odličan koncert.